новото издание на Соана на ти. Денеска наш гостин за прв пат во студиото на Слободен печат, за прв пат во студиото на Соана на ти. Еден лик кој што верувам на сите вам ви е многу добро познат, водител, шоумен, лик кој што секогаш неизбежно ќе измами насмевка на вашето лице, затоа што пред се е позитивен, секогаш насмеан, секогаш расположен, секогаш некаде во брзање. Марко Новески или познат на луѓето сега не можам дека го глуми опозитот од тоа што. Не можам да издржам. Тој најпрегисо не можам, пробав да издржам, ама не можам. Сега да ти кажам, те молам на вие да ми се обраќате. Здраво. Многу ми е мило што сум денеска тука. Исто. За прв пат, се надевам не и последен. Да. Ќе видиме денеска по муабетот. Како ќе се покажеш? Како ќе се покажеш, па така. Супер ви е. Морам да признам што одма кога влегов кажав дека многу ви е пријатно тука во студиото, и се осетив одма како дома. Нели? Пукај сега. Може. Ајде. Со Марко како и со сите други ќе си разговараме на ти, ќе разговараме на теми кои што се лични можеби, меѓутоа немаме проблем со тоа и ќе пробаме да извадиме нешто од Марча кое што можеби не го кажал до сега. Ако има такво нешто. Ќе видиме. Да, тешко дека има, ама мислам дека ќе извадиме нешто. Ајде да почнеме со тоа. Сега си татко, реализирани во таа улога и веднаш ќе почнам со тоа да ми направиш разлика. Какво дете си бил ти во однос на сега твоиве? Индијанци двајца. Како дете сум бил многу добар. Мислам бесничко, темпераментно дете, ама добро дете бев се до пубертет. После кога дојдат тинеџерските години, тога станав проблематичен и за тој период ако збориме бев се молам само моите деца да не се како мене. Како да ти кажам, ама си мислам дека ќе биде нешто повеќе, дека нема така лесно да поминам во животот. А иначе како дете, како секое дете, бесничко, како што си моите предпоставувам, нели? Да. Така, барем по муабетите на мајка ми. Ама највише мислам дека пак ќе кажам травматичен и период што се сеќа мајка ми не се више тие детски, туку тинеџерските години од мојот живот. И така. Тогаш ја извади душата. Буквално ми извади душата, да. Знам. Добро, ќе раскажуваме за тоа. Меѓутоа има еден момент во однос на малите деца. Не се сите исти, не може да се сите исти. Некои се потешки, некои се полесни за чување, некои се тврдоглави, некои се попослушни. Да, еве и кај мене не се исти близначиња се, машко и женско, нели, ведивања, ама се потполно различни. Значи, се потполно. Како што кажа, Веда на еден начин си ги добива работите, значи така си е потврдоглавка, доека Вања на друг начин, Веда сака да се кара, да плаче со пискање, врискање, доека Вања со умилкување. Машкото, доаѓа и се умилкува, ќе те гушне, ќе те погали, така. Многу интересни се во тој поглед и со него, да речеме, човек може за некои работи многу полесно да се справи, за не може ова да го допреш или не јади тоа, него, доека Веда тера повеќе и на ама пак кога станува збор за глупости, правење, како да кажам, качување на маси и така е по темпераментен, па во тој поглед Веда е по девојче, помирно, да, нормално. И да речем ја тоа што приметив и што ме е многу интересно, па што викам дека момчи, девојче се раѓаат. Мене Веда како женско никогаш не видела жена ми да речеме не седи вака со рацете, и така од маличка ќе гледам ќе седни вака со рачињата, се поставува така, многу ми интересно баш како девојче се однесува, за разлика од баш како машко доаѓа од време, така ли капао ќе ја бапне на нешто така. Ќе се многу се, не знам, мали човечиња. Мали човечиња, баш тоа што вика женско се раѓа, како Бај со такви, не знам, учиш ништо само си излегува. Да речеме кога си ги гледа рацете вака, си ги гледа, многу ми е смешно, не, мислам, воопшто жена ми не е таква, да, има од кого да учи, да речеш, да гледа. Едноставно некои работи со ноџињата кои ќе си легна со вака си ги става раче, па нозете нели ќе си ги си ги многу ми е смешно, да. Супер. Една многу интересна нова фаза од мојот живот, на стари години. Добро сега, релативно е, Марче, релативно е тоа, нема правила во однос на тоа. Битно е да сте срекни по домаве, битно е да искрено тоа така што си сакаше од секогаш да се реализираш како татко или ти дојапан с? Не, од секогаш сум сакал. Да, и така се замислував низ годините и најнаш во одреден период од животот после како да се откажав од тоа, знаеш, нели, набрскање па вака, па така, па ти се менуваш животот на еден начин, на друг и некако почувствував како да ми помина годините, не бев стар сега више, ама 36-7 години и пополека викам, можеби нема да се случи, тоа е што е не ни важно. Ама на 40, рече така, 7-8 години после тоа, па се случи. Да, и супер ми. Ја препозна, како се вика сопругата? Цена. Ја препозна, знаеше дека со неа сакаш да имаш деца? Па, да. Секако, не би се осмелил иначе да имам со некој деца. Не, велам кога ја запозна, не, сигурно дека не би се осмелил.
Со Онака, нејзе дали се гледав знаеше? првично уште многу одамна, негде 2007-2008 година, тоа ќе 27 години имав, она 17. Не, 24, она 17 години никаде. Ого. И почнавме на кратко да се гледаме, ама ми беше незгодно, зашто нели она 17, уште нема 18, ја 24 години, како тоа сега беќе почна да зборат и престанавме да се Так. гледаме и ете, години после тоа случајно, сплетно околности, повторно се видовме на забава, пак така и све си тргна таму. Да. И за кратко време после тоа да знаев. Да, тоа е тоа. Да. Едноставно, не знам Да, како да, да кажам. да. Се погодивме, се Се клигнавме од исто село сме, препознаваш, се родромци. Да. Тоа е. Па да. Од таму сме си. Да, Пола да, да. Скопје од таму. Зошто? Абе, како викаат, најубаво од своје село да си земеш. Да, да, да. Тоа е тоа. Си ја знаеш. Си ја знаеш. Да. Супер. Ајде Марчо да се вратиме на тој проблематичниот период на тинејџерските години. Раскажи нешто од моментите кои што биле за секирање. Оф, од моментите за секирање. Пак ќе кажам, бев малце песно дете, така ме повлече целата ситуација, тоа беа почетокот на 90-тите, нели? Каде учиш на распад. средно? Ѓорѓа Пулески. Аха. Старо Едвард Кардель, за кратко, па Аха. потоа се смени Ѓорѓа Да. Пулески. И пак ќе кажам, тоа беа почеток 90-ти, малце чудни времиња. Од прилика 93-та година влегов во пубертет. Прва глупост што направивме, се собравме неколку другари од мало и купивме кола, по 13 години имавме. Не. Да, и Купивте, како купивме успеавте да кола. купите? Па, Каква направив ја кола една беше глупост, се тоа? снајдов за пари, не би навлегувал премногу во тоа. И Да не даваш идеи? Да не дам идеи, да баш заради тоа и ова малце се нешто се со Аха. порано не ми беше проблем од прилика кога се појавив на телевизија Да. да ги кажам сите овие работи, но чудна работа е како поише старим се деца кога гем сигам леле, како ги гледам. Окей. Со кое право ја ќе зборам утре, немој ова, Немој. немој она, немој вака, немој така. Не, Ама не е ни Ќе битно. стигне некако до нив, верувај. Секако. Да. Тоа нема бегање. Да. Ти викам некако успеам, имав еден постар во цела екипа. Он отиде се представи како демек неговите му дале пари за да си купи кола и вака и така. Окей. И земавме, купивме коли, неколку дена бевме главни мангупи барем во тој дел од аеродром кај нас бисери, дека нормално не дознаа на нашите, па со полиција не фатија на водно горе, секако тука нели. Така. Стресен период, мајка ми буквално во тој период беше од памет извадена и татко ми дека Да. нели. Да. Правиш глупости, малце на повисоко ниво. Па после тоа нема везе, после тоа се смирив. Почнав ватерполо да тренирам. Мислам, тоа ми беше казната, дисциплината, така, моите да ме вратат во ред и многу паметно одиграно од Многу нивна паметно. страна, да. И бев добар наредните неколку години, па таму после ме фати период повеќе бесен, знаеш, оној во школо, почна средно, па не одиш во школо, па од Добро, време на тоа е слаби од веќе. типично. Да, зборам од тој Да. тип им бев малце напорен на моите, а можев да не бидам, тоа сакам да кажам. Да, Можев да. многу поише да им олеснам, зашто да речеме дома ќе седнеш, ќе научиш нешто, ама ќе до една час и сакаш и мангуп да се направиш, а имав и тоа на луѓе што не го знаат, до мои неки 20 години имав страшна трема, не сакав да зборам пред луѓе. Ми беше страф од јавни настапи, сериозно кажам. И не знам па што се случи Сериозно. после 20 година наеднаш. Почнав ми дадоа шанса едноставно и почнав да и Како се отворим? Тоа е многу не знам, чудно. сериозно кажам, и ја тоа не знам како дојде до пресврт тако во мојот живот Да. наеднаш, дека имав страшен проблем да зборам пред луѓе. Бенд кога имавме како таму во тие тинеџерски години група, бубњар бев и да речеме гостувавме неколку пати по радио, па ова буквално збор не кажував. Ќутев само и ќе ми се обратим и викав не зборам ја. Да. Не можам да те Ќутенката ти би- замислам тебе кажам. на страна да ќутиш. Тоа беше а пред луѓе бев опушен. Да речеме вака во друштво, Да, да, нели да. галамџија ама кога Да, ќе да, требаше да. пред народ да се обратам да нешто. Оп, толку. Да. Бев од онија у неме камерата, не сакам да ме снима, не сакам. И себе тотално опозит животот, сериозно, не знам како. Добро, прво појавување пред камера, памтиш која ти беше? Прво појавување пред камера, па некои 18 години за тогашен Мобимак или телекомуникации кои Добро. беа македонски телекомуникации. Не е ни важно, прва реклама во стилот на Матрикс. Беше Аха, да паѓа припет телефони, ја Аха. нешто ги избегнував она као Аха, Матрикс облечен и тоа ми беше моје прво Да, искуство. да, После да. тоа добив уште едно во македонската телевизија. Имаше, не знам, словенешка нека продукција беше Не ми текнува, која што тогаш правеше емисија една Волшебник. И планот беше да се оди низ неколку градови во Македонија, ма караван огромен во спортски сали, каде што се организира и како игри без граници од публика, луѓе се Да, пријавува, да. имаше магионичарски шоа и така откачено беше, значи поголем проект. Се реализира две или три места, знам Гостивар, дека бевме Кичево и не знам дали Скопје имаше и после тоа пропадна. Ама тоа ми беше така како едно искуство. Ја бев
буквално ми беше називот лево сметало на терен. Тоа ми беше, демек да бидам, ми били како смешен, како, не знам, волшебникот од Остага некако, и тука, да смеам публика, да ги зезнам, да им пречам, да наваму, ми супер беше. Интересно, мислам, тоа ми беше така, прво, теви искуство на некои 18 години тогаш. Мислам дека во однос на твоите телевизиски ангажмани секогаш си бил еден тој комичниот лик, никогаш сериозниот, и време е да се сменам. Нели да, време е да ги променам работите, нештата, да влезам во сериозните води. Следно свич на политичка ТВ дебата, Марч. Да, како ги прекинам доста. Чекај, се извинам да се вратиме на темата. Ве молам, нема да можам. Ќе ги отерам, кажа не треба. Ама чути бре, што ви е, еј. Ко мали деца се да. Искачи. Тоа сериозно, не може поникош. Сериозно им пружам рака на новинариве колеги што секоја чест. Секоја чест, навистина тоа треба да се понекогаш издржи. Како со мали деца да седиш и се расправат овака. И ти треба да ги трпиш тука и онама по полеки култура, но што е фина ти да и пробуваш патиш вака зова тука тоа бли марш куќе таму едниот и другиот, ајде бегајте. Подказна се. Подказна се. 10 минути никој да не збуцне. Капе на рад, нов ти лаки. Сериозно, така треба. Да. Во принцип тоа ми беше после знаев така да им ги тенчам нервите на моите, тоа и нели сона во тој период не беше баш за таа генерација на моите уште не им беше јасно како може до касно навечер да се заглавува, ја поправила на нештото што од некои 14-15 години до 2-3 заглави. И се пред мало си тука, нели, во близина, ама они не може да спијат, не може на работа да отидат на рату тепани после тоа, понервозни, нели, цел ден. Така, ти викам за такви работи и тоа викам, знам дека ме истото ќе ме чека, мислам. Сите. Ама тоа е некој нормален тек, да не се отиде во крајност, знаеш. Така. За среќа си останал нормален во смисол на тоа не си посегнал по пороци, можеби еве не зборуваме за пробување, деца може би ќе гледаат по Точно, затоа викам не би да бил премногу, ама не отвараме таа тема, меѓутоа очигледно дека си останал на прав пат затоа што си основал и фамилија и кариера. Многу е јасно да мислам, многу е важно да сакаш да знаеш кај сакаш да го заврши животот, нели, како човек. Ја тоа викам, се не зборам за со богатство, за со туку. Дали сакаш да го завршиш со луѓе околу тебе, релативно се добро здрави, тоа е релативна работа, нели, кај ти во такво време живееме, нели, и покрај сите здрави храни и ова и она, не е важно, ама барем ја што викам, потруди си се за сам себе, колку можеш, нели. Ја што викам, утре ако паднеш на таа постела, дали па дав се од себе. Нема no regrets, нели? Направив се што можев, тоа е тоа. Па дека многу погрешно ги сваќаат луѓето нештата, треба нели пиење кафаново, не демек тоа е живеењето. Не, окей, мене ми било тоа одреден период во животот, сум го сваќал како така, ама повеќе не. Никога сега не му солам памет, што само сакам да им кажам дека важно е да знаеш каде сакаш да го завршиш. Дали сакаш така да го завршиш животот со, нели, се погавај со ова, нели, на друг начин. Легитимно на секого. Кој како си сака тоа викам, не солам памет на никого, туку јас така одручив зашто сум човек кој што е склон кон зависности во секој тип, значи кога ќе се фатам и за спорт и од тоа станам зависен, кога ќе се фатам и за пороки и од тоа станам зависен и затоа мојата подобра варијанта е да се фатам за нешто што е поздраво како зависност отколку нели, нешто што не е, барем. Тоа е мојата филозофија. А во тие години, некои млади години, знаеше што сакаш да бидеш? Имаше цели? Онака знаеше кај сакаш да го тераш животот или кај отиде ветрот? Да не се лажеме, повеќе беше кај отиде ветрот. Сега тие што ме знаат, да не се правам премногу, нели, ти касно созреав на постари, за разлика од моите другари. Живеев не од момент за момент, ама краткорочно, за плановите ми беа пократкорочни, нели, чекај сега ова да си направиме и да соберам пари за вака, да отидам на подуење и да соберам пари со другари за да заглам 2 недели да не се прибирам. Такви ми беа, за разлика од тога се, нели, целите се тотално други. Тоа е тоа. А професионално, кај се гледаше професионално? Професионално, не, од сега сум се гледал во оваа работа. Порано, на почетокот, искрено, као помлад, таму некаде на околу 20 години, од секогаш ми било интересно, нели, глума, музика, такви работи, ама никако на 20 години, како што кажав, дојден до чудна некоја пресврт кај мене и
почна глумата многу да ме интересира, се заљубив и Зошто почнав не се сама обида? Се обидов. Да? Се обидов, да, и тоа ќе Кирил Ристовски покоен, но сплетна околности нема везе и моја грешка и таму погрешно сватени работи нема везе. Не, влегов како Отиде, и да, беше на отидов и приемен? супер, да, одлично по прв круг многу добро поминав таму меѓу првите на листа, ама втор круг почнав да се зезам некако. Тоа ми муабето, тога сватив дека уствари не сум за во театар, актер, и другачие, многу поразлично ги сваќав работите, нели, филмски сети си мислиш, сиде таму и нели се стима и ваки, така и после сватив дека за да стигнеш до таму прво треба театар да го поминеш, нели, да научиш таму. Па добро, тоа се драмски актери. Да, драмски актери и секоја чест, искрено секоја чест капа им симнувам, зашто мене ми беше многу тешко да влезам и да работам во театар и после тоа да излезам надвор и да сватам дека е ден, дека темна атмосфера, јас што го викам како дупка ми е мене, како пештера и не уживам во таа атмосфера. Сериозно не уживам и тога сватив дека некако почнав пополека да, нели, не одев, имавме дадено работилници најразлични кои што требаше со професора да се работат, асистенти ово, не, пополека престанав да одам, да не се интересирам, ќе отидам, таа површно ќе го направам и нормално, нели, те гледате колку се интересираш во целата работа, некако како да свати таму луѓето дека губам желба, не е тоа. И од таму па се пронедов во водителство по сплетна околности, бев толку разочаран дека тогаш не ги гледам вака работите. Мислев дека се правам за да, нели, да влезам, да успеам и така, ама сега гледам да сваѓам дека ништо не превсидев на кафиња со дел од другите кои што така не влегоа и тоа е тоа. А тие кои што беа на вистина посветени, веќе денеска се актери, кои што тоа е тоа, не знам. Така се нештата. И ми се пружи шанса да се пробам во водителство. Тогаш случајно ми се јави другарка за да водам на трета плажа Игри без граници за моби мој тогашен. Прифатив, онак викам ајде. Ќе одам, им откажа некој, ми вика ти збориш, марш се зезаш, ајде пробај, ајде. Првиот ден нема да лажам. Испив 2-3 алкохолни пијачки претходно и ми се отвори устата и свати дека не е страшно некако и после тоа се беше како што треба. 2 недели некако беше и после тоа почна работата ми се јави автоматопродукција дека плажата они тогаш држа, дај поврза и некако се пронедов во оваа работа и тогаш сватив дека ствари сакам ова да го работам. Тогаш ми беше и така. Дај побрза е проектот по кој што веројатно те памтат луѓето. И јас кога те пишав на табла за снимање пишав Марко, дај побрза. Да, има сега знаеш како има на смена на генерации, има луѓе што ме знаат како Марко дај побрза и сега на нова генерација листа за 300. Што ме знаат многу ми интересно кога ќе сретнам, сега доаѓа татко и да речеме дете, тинеџер, па и децата ме знаат, повеќе децата ме знаат зашто ке бабите се за викенди, а постарите гледаат нели квизови таква работа и многу ми е јако кога дете мал листа за 300 баба ми многу те сака. Може да се сликаме со на баба ми слика, не може. Прејако. Јако супер. И многу ми е смешно така кога ќе дојде таткото да речеме со детето и вика го знаеш ти Марче да побрзо и го гледа. Не знам листа за 300. Да, така. Поделено тоа добро. Тоа е поделено. И супер ми е. Многу ми се допаѓа што е така. Па да. Сам да кажам дека имам уште еден проект по кој што ќе ме памтат. Јес, нема еден да биде само. Ама добро, убаво е што луѓето сакаат да те гледаат и тогаш бираат да те гледаат и во оваа улога бираат. Не, супер сум имал како да кажам измеѓу други и секогаш биле оке гледани, само ниедни не траеле толку долго како вие два, ја мислам, за да останат запаметени. Тоа е работата. А иначе сите биле во моменти на Алфа телевизија имав работено исто квизче, кој што стварно беше супер гледано, си имаше луѓе се јавува, се учествува цело време, Така, не знам, на Канал 5 имав реално шоу едно кој што супер си беше. Томато изгледа уште 2-3 емисии претходно и кои што беа супер гледани, Тротоар на фура и се навам ама пак ќе кажам ниеден од тие проекти не беа толку долгорочни, барем ја да бидам вклучен во истите за да нели бидам запаметен по тие. Да. Ама и дај побрза беше еден уникатен проект кој што се деси и не се повтори. Не се повтори за жал. Многу ми е криво. Нели? Фали нешто такво. Пред некое време ме седна на маса, нема веза одредени луѓе, викаат Марче не сакаш да пробаме такво нешто, викам не сум јас, во толку млади луѓе. Како да ти кажам, сум млад, убава енергија, они се сега треба младо човек. Ја можам да помогнам, нели во позадина, ама сметам дека сега пак ќе кажам, имаше разлика во начинот на зборење, на комуникација. Тогаш поспор сега. И поспор па сега се шинам нешто за мисли. Кариерата заврши. Толку. Ајде, молем баш сите бевме млади тоа. Сега кој да земе од камерманиве со моја генерација што се бега, на душа ќе ги носиш што снимателите. Истрчаш 10 метри толку пауза. Не можам.
Не, сериозно. Не, Си добро, има, ти си пак си ќе фит кажам, си не, у окей ми е форма. за трчањето, ќе Да. немаме проблем, ама пак ќе кажам, нови има, млади Така е. деца, така ќе кажам деца, под наводните, И ама така е, што? да, кои што сериозно може да тера такви проекти сега. Ма да, и фер е да отстапиш место, нели? Така да Таман сега да окапаме ние. Ево, Мислам, Марче, има трча, простор да. за сите, еве затоа Ќе може да типуваат до колку години ќе трча Марче. Ме разбираш она. Која година конечно ќе шине колк. Не менискусот кога ли ќе попушти. Дали во епизодата, дали во 45-та епизода, дај побрзај Марче ќе го шине своето колено конечно. Или она шинаци дали конечно ќе почнеш правилно да трчаш, да не куца. Да. Не можам, значи не очекувам така. дека ќе правиме по други муабети. Да. Вода пиеме. Да не мислите нешто да. Ана ни е болно уште. Јас сум болна. Нема врска. Не дека ова ќе го исечеме, мислиш дека нема да иде Ана вака. бе што ми направи. Фул ќе си иде со се кашлање, па Тие се ги, до па да. тоа е што. Ja, добро, идемо дале. Значи моментот на муабетите кои што јас сум ги слушала за Марче, дека Марче бил љубавник, Оу. дека имал многу девојки, Ај. дека бил промискуитетен. Леле. Марче, те молам се да се отвориш и на таа тема. Да се отворам на таа тема. Мојот љубовен живот. Имав еден период Па, од животот, бурен. вака, гледај. Морам да рачитам. На 17 години фатив прва девојка која што сериозно На 17? иде на 17. Со Лажеш. неделе доке 21 како му доаѓа таму. Добро. После тоа раскина, па имав луфта период Добро. од 3-4 години Тогаш кога бесна? беснав, се забавував, ама како да кажам, како секој кој што нема девојка на 22, 3, 4, 5 години. Тоа беше И плюс после тоа на те знаат. Да, и плюс ме знаат. Океј. Да, тоа Да си се стварно, искористат па да, таа тоа е сега привилегија. реално. И искрено убав живот си живеав во тој период, баш како што треба, јас што викам како е човек на тие години што Да. треба, нели дискусии да си живее. Баш ја така си го истерав и Добро за после да си мирен. точно така, ама не бев Да. мирен, уште 10 години. После да се зезам, не. После тоа повторно фатив бев долга врска од 27 години до 37 години. Ехе. Тоа не гледам тука кај бурниот живот во тој период, ако ме гледале како искачам ти се пеам, се трескам од земја низ град полупијан, тоа нема врска со Да, да. Да. Замислил да се забавувам, ама не било со Со менување да. девојки. И после тоа таа врска прекина. Последна година неполна се видов со жена ми и тоа Ето. беше. Па ти не си таа интересен. година реално да не се лажеме више 37 години не ни бев толку интересен. Тоа е Не тоа. знам ја тоа. Не знам ја тоа. Не, Добро, на сега. жена ми стреки бев интересен. Не знам што ќе правев ми, значи. Да. Другачи муабети ќе правиме. Други. Се, и Марче, зошто сам вака? Што е проблемот со те? Ана да ти раскажам. Добро, кажи ми една друга работа. Као жена човек, интересен си мушта на девојките, знаат да пишуваат, знаат да... Не на тој начин. Не добивам таков печаток. Дека Затоа што и тоа како има такви такви девојки. сериозно на кои и што има искрено предизвик кажувам, тоа. не, воопшто не комуницираат со мене на таков начин, најверојатно не оставам таков печаток веќе. Порано и знаеш какви сега и каков човек си, ако сакаш ако флиртуваш, ако ваму таму го пишуваш по гличиња, нормално и да ти враќаат на тоа, ако пишуваш ти ќе ти пишуваат и тие. Да. Не сум сега повеќе таков човек, ја си кажам во одреден период од животот нормално дека Да. бев. Сега не правам такви муабети и едноставно не дозволувам. Вајда нели Браво, кога бе, ќе те Марша. видат не се осмелуваат таков муабет Да. да ти прават. Да. Појма Редкост. Редкост е да знаеш, затоа што социјалните мрежи се нешто кое што многу... Некои сите муабети ми се баш за дечињата, лешо се след стори што сум ставил, Да, такви. да. Со работа некои повреди. Да, Буквално немам. да. Не една сега треба да се замислам за ова. Малце ме погоди муабет, други сакаш да кажеш има, само ја немам. Може би требаше да излажам за ова. Да се напреш мангу. Па да, вака што направивме Мака обичен. Се дома ќе дам испадна жена ми нема да ме се, ај, со кој се зема феја, бе, ти. Зашо си неинтересен човече? Зашо никој не ти пише? Сериозно никој не ти пише? Па што пришли на телефонот од 2 саба? Што? Гледаш видео со Боже. Толку. Готово, време да Ништо. расчистим. Марче, ја мислам дека и од подкастов ништо не извадивме интересно. Смислиме нешто, човек кажеме нешто, што сакаш? За рил ти треба? За рил. Ќе смислиме. Ај, ќе Сакаш да смислиме. псуваме по некој да сакаш? Не, ајде вака. Добро, значи и во однос на тоа го расчистивме љубовниот живот, значи нема проблеми тука, све е окей.
женет човек посветен Да. за поздрав. Значи, нешто стварно кое што е сериозна сум дека е реткост. На страна се муабетиве, стварно е реткост. Значи, проблем на многу зафатени луѓе кои што се во врска или во брак, им е токму тоа. Едниот партнер забегува у лајкање, пишување, као не е ништо, ама е нешто. Не знам, мене ми е нешто. Сега луѓето, пак ја кажам, луѓе различно се ги преципираат, треба да посебно интернетот од кога го имаме, можеме да сватиме дека нели буквално за секој лонче капаче. Буквално за све што ќе те тегне све има и све прават луѓето. Да. Затоа и се дистанцирам така, ама мене ми е како нели прв чек кон нешто повеќе сега. Глупава и кој е па таа комуника. И да не е ништо, мислам, кој е муаветот. Нема поента, нели? Да, веруваш у тоа? Да. Мислам, не разбира, ти што правиме, муабет и нешто... Нема поента. Те сам себе се чепкаш, не знам што да кажам, доека гледаш тоа, сериозно не знам. Не разбирам, пробувам, сега да го сконтам, тоа е. Да. Или као сега добро, и ќе кажеш дека ми пишале, мислам, сум имала, ама и буквално и мачки и женски да ми пишат супер изгледаш на одредено стори, што сум оставил дотеран и супер изглед. Пишувам фала, тука завршувам муабетот, нема ништо повеќе. Фала ти, толку. Да. Тоа е тоа, не го сваќам дека нешто како, тоа е како супер изгледаш денеска, да фала ти. Што е факт. Да. Фала ти. И ти исто. Да, фала ти. Значи, добро. И вие сте супер. Кај фала од вас е? Да, нема фала. У коментари. У коментари. Фала. Дали веруваш у машко-женско другарство? Леле. Сега на овие години веќе имам една теорија од кога нешто ќе се случи помеѓу машко и женско да може да бидат другари. Да не е подолга врска. Откако ќе расистат на еден план. Откако се пробале, после може да бидат многу добри другари, да. А иначе другата ситуација не знам, искрено да ти кажам, моето искуство е дека со другарството дека ми се подзасвигнувало на мене, па на други, јас сум се подзасвигнували се, да, нешто имало. Или па ич не се свија. Да, па некој кој ич не ми се свија, па не се дружам со него, да ти кажам. Дали така ги бираш другарките, дали ти се свијат? Не па сега, гледај како бев сватена, ама сега имам доста другарки кои што веќе низ годините сме станале другари, ама и сега се и девојки жени на мои другари, така што ги гледам буквално како сестрички, цел живот ми се околу моје обкружување, да, ама сега да речем јас доаѓам дома и викам да запознав една девојка, леле што супер другари сме, одам на кафе, мислам дека нема. Не ми е логично. Да, ама и жена ти, например, има најбољи другар. Why? Не знам. Нели? Не знам, појма не, може би си имате мајка ми се звони. Јави се. Не се јавам. Од секој подкаст се јавам за гревата жена, од памет се вади. Сега ќе имам 2-3 пати направено. Ама не да не успаничи зашто нема. Нема? Викаш мајка. Мајка. Уште еднаш. Ало, кај си? На подкаст. Добро. И влегува тука некој. Како беше оној муабетот? Не дај Боже, мајка што ти мисли да се случи, а дај Боже жена. Така. Тоа е муабетот. Мада, се почуваат сите жени да мислат тоа нека баш контра. Да. Море да нека му се случи сега. Не. Да. Добро. И тоа го завршивме. Значи за машко и женско другарство. И сега другарки кои што ги знаме ке 20 години. И не се случило ништо со нив. Туку сплетна околности, па ќе кажам, сме се дружили на исто место, па полека се градело тоа пријателство, па станала девојка на мој другар, па уште некое време се градело и почнеш да ги гледаш со други очи, некако, не знам како да кажам, баш како сестрички, како братучетки, ајде, нека биде. Да, не ги гледаш веќе така. Да. Иако може, пак ќе кажам, во еден период да се река, што ба девојка, ама после некако ти се менува перцепцијата за тоа. Ништо убавата девојка, ама да ти живееш така. Да, тој другар ти све заедно. Срам да ме. Толку. Добро. Па сега имам. Ама пак, како да ти кажам... Ма веќе веројатно сега е на ниво нели заедно се дружите со фамилиарно. Да, ќе се сретнеме, да речеме, шетам низ трговски, јас сретам маја, кај си имај шоприш, ништо, ќе пиеме едно кафе, ајде, ќе пиеме, седнуваме пола сат, кај си шоприме, добре, ај се гледаме, така. Ама нешто посебно, нели, заговараме па
доаѓа заедно си лежиме во кревети и си правиме муабети за тоа каков не е животот, не. Као двајца другарчиња што ви сте Шо правите? си лежите у кревет и си правите муабети. Другари бе. Другари, бе. Сите што, другари тоа. Со другари си играме бе плека. Да. Стешно. Е па исто. Исто. Па добро. Па добро. Појма, не знам што ја кажам на оваа тема, деликатна малце. Малце е деликатна, ама Да. добро. Ја чепнавме, Па, јасно гегаш. ми. Да. Не знам, некои луѓе ако веруваат, луѓе нека тераат, ако им успева. Да. Може да им успева. Да. Мене не ми успеало, лично мене. Кај, Не знам. кај мене ми успеало на другата страна да се другарки со мене цело време. Мене не ми успеало. Така ќе дојде маме. Но имало и ситуации каде што мене ми успеало, другарството нив не ми успеало. Да. Не се сеќам на таква ситуација, но добро, мора да кажете ме. Да. Да, Мора, искаш. Сега еднаш се обрука, кажам, не ти пишуваат. Да. Сега втор пат Не би уште еднаш. Стварно. испадне Искачам со манго. либидо, од тука. Силно да почнам да се прашам за многу работи. Да, зашто вакви работи кажам. Што ми е? Мора да се приспитам. Одамо нака барче го нема месец дена, манастир. Да. Не. Сега се прави многу фин. Уопште не е така. Значи, стварно се правиш многу фин. Јас те Не знам знам од како дипломатски да зборам. Да. Дека научив со годините, пак ќе кажам, многу работи научив. Многу. Значи, јас те знам баш одамна и баш од тие убавите години, така да... Кажи нешто. Немај. Не. Он Не. беше фин дечко, ама дека Бесен. си бил посакуван, дека си бил во убави, меѓу убави луѓе секогаш, дека си бил... Да, бе, затоа си го Да. сакам животот многу Да, сериозно. да. Има многу и сега живеам, само дека збориме за тој период, пак сега ми е многу поразличен Да. животот. Си ги живеам баш, ќе кажам, тие години како што ги треба да ги живее Да. еден млад човек. Да. Си имав и доволно парички, си заработував, сам си ги заработував, тоа беше уште една нели плюс сатисфакција на сето тоа што го правиш, као не ге, никога ништо не ми треба. Да. Тоа е ете, како што ме сакаат девојчиња. Да. Се И потама. убаво ми беше, сериозно. Да. Као так зборев пред некое време, првично, еве, бенд која почнав и кога, да речеме, на телевизија кога се појавив, нешто ми беше првично онака како цел. Не ми бенди пари ништо, таку, да ме знаат за да можам да влегувам секаде слободно. Ти текто дека имаше период Да. во Скопје кај што на врата Не врата не пушта, пуша. да. Так ти не можеш. Ти Ти не не можеш, можеш, колку да. пати порадно ме враќа. Да. Значи идеш и onda со девојче таки на 2-3 пати сум го имал и одној муабета. Девојчето може да влезе, ти не. Ти стоиш вака, таки среќа што се погоди саглам девојче и викат не. Ја не баја. Onda замисли дека сум гледал ситуации пред мене кај што си влегува девојката со другарките, ја во останок надруж. Мисир. Ги чека другарите на друго место додат, ама и така ти викам, тоа викам, леле, супер, леле, ја ситам да ме знаат и ми се оствари таа жела. Буквално после Да. сега да ме знае Да, како. да. Ама Да. тоа беше каков абсурд, колку глупо нешто да ти е Ама првична на цел. тие години е Да. многу логично да сакаш такво нешто, особено Ништо не во бе, градот. воопшто не би беше да ме Да. кај парите, се пари, нешто да но туку ето. Само Значи човек најголеми мангуби беа тие така гужва и само ти Да. прават оддалеку. да, тоа сега како да ти Баш. кажам. Епте ми Готово. беше. Готово, толку. Многу јако се осеќав. Така. Па ще изживав како што треба. Ева тоа е тоа. Значи џабе сега тука нешто глуми скромност и овако, него си го имал тоа, си го Да, имаш и гледај, сега, само доволно е што да си- кажам дека доете така. 34-5 години буквално не се прибирав дома. Да. Не се прибирав цело време бев излезен наваму Да. натаму сега да пуштиш преш. Сега Дома не. наоѓаш време, Марче. Не, сега ми е тотален опозит целиот живот. Да. Тотално друга страна. Сега со децата дома е од Сабајле имам утринска емисија. Тоа одам Нурман НФМ, Скопје се буди, терам до 11 таму, после тоа имам оврски кои што морам да ги завршам, други што си работам, нема веза на страна, до нели 2,5-3, па да идам децата да ги земам од градинка, по некој што време е многу малце, не е доволно, па нели ти останува да се трупаат работи. Да. Деца зимаш од градинка и тоа е. После со жена ми со децата сме. Со околу нив. Тоа е Толку е, цело да. време, дека таа Меѓутоа, возраст е. ти си од тие татковци кои што ги делат обврските со Да. со мајката Да, и да, онака и сметам баш- дека така треба гледа Да, партнерски се да, влегува кога да. влегуваш во некоја работа за Нели? добробитот на пред се децата, производот, како сакаш да речи го, дали крајниот што го имате, да биде како што треба. Сметам дека мора да си ги поделите Да. обврските. Гледа, има луѓе каде што прочитав, имаше пред некое време, некој пост нема везе, ми излезе и за мажите, ете баш тоа што помагаат низ дом, имаше
жени, девојки кои што во коментари пишуваат дека не смета дека треба мажот така да прави по дома, дека треба на жените обврски, дека така се губела мажественоста кај мажот и такви работи. Мене ми е чудно тоа и пак ќе кажам, не знам, можеби се млади, не работат се уште, дека ако работиш, нели си 8 сата на работа, мислам, кој работел знае. Дека после ќе дојде си утепан, ако нема со некој да дели соврски, е многу потешко. Не дека нема да ги завршиш, да ги направиш, ама ќе се одрази на самиот тебе. Сега, јас ако искрено си ги сакам и децата и сакам да имаат и мајка покрај нив, нели, се сакам и жена ми, ќе помагаш. Се со цел, нели, побаво да биде и за тебе, за нези да живеи здрава, да се живи здрави. Ма нормално. И ти да се живи здрав, делиме обврски, пак ќе кажам. Не сум само ја тој дома што прави. И перам и садови, жена ми пере садови, усисавам, она... Да, буквално двајцата истите улоги се делат на пола. Или едниот ќе се договориме, доека едниот седи со децата, другиот позачистува, другиот мора да ги пази тука, нели, во една просторија да се седи. И тоа е, делиш. Ја пак ќе кажам, окей, ако жената, ете, сака, нели, да се грижи за деца, сака домакинка да биде, немам ништо против. Нека си и биде, ама ако оди на работа, ми целосно право да ми каже, слушај, молите да... Нели, нема ништо да ти кажува, глупаво е да ти каже, нека треба нешто. Као двајца луѓе кои што одите на работа и свесни сте како е да се оди на работа, треба да си помагате, ја тоа викам, не треба никој да ти каже. Слушај, дај почни да помагаш по дома. И тоа е, ова е нешто кое што мислиш дека си го носите мажите сами во себе или нешто кое што со тек на зрелоста доаѓа, знаеш? Леле, ја мислам дека сепак индивиду на во 20-тите, 30-тите. Од сега сум размислил. Да. Да. Значи до човекот. Да. Најверојатно. Така сум и дома, сум така воспитан. Сега, пак други времиња беа, не дека татко ми премногу чистеше по дома ово, ама на еден друг начин ги покажуваше сите тие работи, кои ќе дојдеш сабота недела, цело време мораше да стечем или дали во дворот да се работи или колата да се работи или ме разбираш на еден начин и онда поги дека не седи само тука, сега додека мајка ми исто. Следува по дома, готви, демек активен и ти треба да си да правиш. Сега тоа пак ќе кажам други времиња, врските на мажите се сваќа како демек. Други се, јас не него врски со врски. Тоа сум рекол на жена ми, ако знае колата да поправи, нека фати, нека поправи. Не знае, ни ја, ни она, мислам, фала Бога, ма. Нема, дели, тоа е тоа. Па ќе кажам, не, кој гледам дека кујната е хаос, знам, жена ми гледам дека не е дом, има работа, знам, нема да оставам таква да биде, зашто ми смета искрено и мене, вика фатам ке посредно. И јасно да. Тоа е тоа, жена ми го, јако не сум дома. Она ќе фати ке посреди нормално. Да. Така е. Нема во однос на тоа. И баш сакам да готвам, иако не личи на мене. Убаво ме да си готвам. Стварно? Да. Што сакаш најмногу да готвиш, Марче? Сега во последно време хит ми е мусака да правам и како се викаше дека си правам со мој бешамел, мислам со тоа се изработено. Месото многу убаво си го спремам, конечно си го погодив рецептот како што треба. Стварно? Да. И тоа ми сега во последни, како се викаше на грчкото со макарони и со бешамел. Многу нали како мусака, ама со макарони, јас го викам. Како им се викаше? Кој е тоа? Прашајме одма бе, господин ChatGPT, ќе каже, чекај, не ми текна стварно како се викаше, тоа го правев сега последен пат и многу убаво. Мисле за дењето, иначе и многу добро правам јунешко месо спрема. Профи на неколку начини, леле ќе викнам некош. Да. Го знам и онакво како селско месо, мислам во таков, знам и цело парче убаво, многу добро да се разберем. Браво, добро, каков си ваков? Како вака? Сега, искрено, иако кажам дека готвам, нели, пак малце јадам, брзо се заситувам и ја немам на моментот кога ќе осетам заситеност, престанувам да јадам. И тоа е малце проблем, затоа што мала пауза ако направиме, вака да кажам, нели, подкаснувам и чека да станам да земам нешто, сум земал 5 гриза, доаѓам и не ми сяде ке почела брснаве што викам уште малку и толку. Ќе помине мерего, па после ми сяде пак за некое време, ама више нема заедење, па ќе ми помине гладта и така. Мал чуден сум малце во тој поглед. Чуден си, нема да му работи на никој ова твоево. Најди како се вика дењето да знаат луѓе како сака да си го направат. Чекај. Да. Иначе, веројатно, една од работите која што сакам да ја дискутираме после ова муабитиве за јадењето е за адреналинската зависност и за кучињата. Еј, да. Омилените речки. Нели? Да. Ти што ви рекове? И бешамел реков дека имаш. Чекај, морам вака да го прашам за да ми даде точно. Пистакио некако како, нели, пастицио. Пастицио, еве како изгледа пастицио. Дај да видиме како. Ево го вака. Да е многу убаво за изгледа човек.
Добро, што има внатре уствари? Мелено Макарони? месо, макарони, Добро. бешамел се става, кетчапче и добро зачини се. Добро, и кашкавал да сгорува. Да, и кашкавалче плюс. Да. Многу е добро. Одлична работа. Случајно го пробав во Грција пред 2 години и се Добро. заљубив едењето. Ама и тоа не звучи тешко за праење. Не, месото само да го спремиш, и другото и бешамело да го направиш 5 минути работа е бешамел, не дека нешто. Како правиш бешамел? Млеко, путер Добро. и брашно. Толку. Тоа е тоа. Добро. Нешто ставаш од зачини у бешамелот, само сол? Не, само сол, толку. Ништо. Па добро. Пјур. Пјур. Баш така, па не знам, така ми е најава. Па да, Купав да, едно да. време, ама пре ги осеќам зачините други во печките и ба затоа. Да. Не знам, ова ми е валјда најверојатно детството останато, како што Да, правам ми баба ми најприродно, мајка ми, најокей, да. Так, супер. сега сака. Се сам Добро. следно принцес Крофни да правам најдов рецепт. Да? Да, тоа ми Не е си така. правил? Не супер. Ако да направиш. Сега да направам хаос по дома, тоа знам нема. сигурно. За тоа знам сигурно дека ќе биде хаос. Да, А принцес јако. Крофните ќе видиме како ќе излезат. И јас кога готвам не сум таква педантна. Јас си расчистувам се после. Да, ама прво дур као готвам, хаос, Да. Не Да, ќам да, така, да. све ми е хаотично. Исто е и после тоа средувам. Значи Да. многу се нервирам. Да. Тоа од време на време со жена ми се расправам. Тој што готви треба да се ја среди според мене кујната. Нема што ме разбера. Како ќе мес таков? Да, тоа е. Ужас. Направено е исто. И викам, Друг не може те вака. молам, немој да готвиш друг пат ако го Ама ја оставиш ова разбирам, тоа после е себе. најчесто во хаос, дека не знам, и се проба да направи човек со 2 деца, нели? Тука искам најнаш, ќе настане хаос, ти викаш, дадем дадам да ја јадат. Да. Да ба исто давачи најнаш паметот ти е на друго нешто свичат Така и е. забораш дека кујната ти е во хаос Така до е. следното влегување. Да. Ама пред ти да влезеш, ќе влезе тој што не треба и што е работава. Не сум таков тама работа, замисли. Паќаш одма средуеш и Да, толкова. не, зашто има Да. на почетокот спротиставени филозофии за тоа да ме па јас готвив, ти треба да чистиш жабе. Не. Не. Чекај да се договорим. Чекај малце, тој што прави си чисти све. Утре ја ќе правам, ја ќе чистам се. И така. Да, Се да, говорим, да. се све. Добро. Чим сте се нашле, тоа е тоа. Океј, домакинските муабети беа тие. Супер што готвиш, некојаш да направиш да пробаме, не само да се фалиш вака на муабет. Договорено. Така е. Фали сериозно. Да, да. Немам проблем. Муабетот што ти го најавив. Значи, ајде за адреналинот први. Што е О. тоа што да си го направил до сега си го имал како искуство, а е адреналински некој таков момент? И што би сакал да правиш? Веќе ништо не би сакал да правам, сега ми е страф од висина многу. Последно според мене што најискусив онака што се качував на карпата на матка, спортско Добро. качување. Добро. Тоа ми беше Да, дека ти- се да, плашам од едно висина, време, да. одев на спортско качување, одев Добро. на затворен простор тука во Болдер бар. Добро. И отидов на неколку пати, голем поздрав до Здравко, инструктор што ми беше, отидовме плочка ја вика, мислам така, на матка и искрено ме фати дека мазна вакво само на неколку места се качуваш и сега најдачи перцепцијата имам страшен страф од висина, се качив горе кога ме фати една таква. Тоа меѓу последните еве се качував нели во парк на Карпата. Се Да. тај повисока дури може би од онаа на матка што први што се искачив, ама така некако ќе- другачие доживувам ова, не знам како да кажам. Да. Тоа ми беше последно нешто така адреналинско што ми го качуваше адреналинот, да се бавам, иако вие што ги знавише ни скачуваат ни адреналин им се кача ни Ништо. будер. Се е тоа така. Отрпнато. Да. Ама уживање се за гледање, од сега сум го кажал Да, тоа, вие што се да. стари качувачи кои ќе видиш како грациозно ти се мачиш, фати, така како Так. балет да играат, Да, како баш. танц одгај, па ногата тука, па. Да. Се така супер некако, Да. секоја чест. Сам да кажам техниката, ги имаше постари качувачи кои што вака и на прво ќе го видиш мешанце, партали. Браво. Да, секоја чест. Тоа ми беше претходно, некаде на 20 години, таму околу тие 20 години, почнаме ролери да возиме. Тогаш О, имавме да, една добра тепам, екипа, да, тоа ми беше знам. некој така, како да кажам, некој први што од тие екстремни спортови, почнаме да рипаме, да пустиме да правиме, иако ќе кажам, ја бев од тие што не беа нешто посебно, какви деци имаше кај нас што возеа дечки и ден денес ги гледам се собира знаат да се возат, Да. секоја чест. Да. Мене тој период поише ми беше ке си извозиш малце, па после девојчиња тука муабети да правиш. Така. Тие беа годините. Не, тоа е тоа. Хормоните ту удрија и тоа. Ама беше интересен период зашто стварно така рипавме, пуштевме, правиме се пуштавме од водно, средноводно со ролери, интересни работи, не знам идеи сега. Сега не се обраќа од како што беше тога, сериозно Не, кажам за да. работи што правиме, се пред некој време бев на водно, коли фрштат наголе. Нели? Мислам не дека возеа брзо сега, да не лажам, окей си беа сите што возеа, ама гус беше се обраќаат. Тоа фреквенцијата Тоа порано е, не да, беше така. Да. И Има коли. такви работи, па после тоа сноубординг, бордање почна многу да ме интересира.
Па имав еден неуспешен обид на параглайдерство. Сакав тоа, Да? ама не знам што се случи. Бевме екипа 3-4 луѓе, почнавме да одиме и најнаш дека требаше да се организираме заедно да одиме, па Добро. инструкторот да не чека, па вака по полека еден почна А да скокови салати, си имал? Не, Не? пробавме само полетување, као да дигнеш параглайдер, ваму таму и никогаш ќе се случи ништо. После тоа летав тандем лет и ми беше тоа како едно искуство така убаво. Со параглайдер. Добре? Супер. Да. Да, многу убаво. Многу убаво, посебно ако му вераш и на човекот што те вози. Па добро, ти Имам нели исто се некој плашиш делта. од висина? Се плашам, ама пак ќе кажам која нели Ако се имаш осеќаш доверба, сеќ, да. тоа Некако, ше абе, окей. и не знам. Пак е за многу работи сум чуден. Чуден. Се зависи од денот. Да, па не, летав и со некој делтаплан со мотор. Ме лета и да. откачено беше. Со како змајдели Да, го ме викаат. да, што како си улежачка со со чамче и во будва ме лета, тоа ми беше најесиво искуство да ти кажам право. Стварно. Со ветрови дување, со се тој ме. Ја мислам да не летам веќе заради ветров, а мај да више кога дојде, не летна другар бе. Како бе тако нешто? Што не ми кажеш утре ќе да ти сум да одмориш 10 дена будало. Со те на тебе, Да, чекај. зашто ми кажуваш дур летаме? Тоа ција тоа. Може би не требаше, брат, ме се паме дај да слетам и тоа. Слетаме среќа тебе. Да, Тоа е да, тоа. да. Тоа би беше така по језиво смешно искуство. Тие би се адреналински спортови. Па добро. Да. Па не е малку. Мислам што сум пробувал, сме правиле глупости, па ќе кажам, ама зимав едно време пробувавме со ајнцар да лизгаш по како се викаше грајндер она за Гелендер. гелендер. По гелендер е по тоа да Леле, по дали. грајндер бе. На друга тема отидов. По гелендер. И такви глупости правиме, Да, мислам, идиоти, да. ќе се испокршевме, ќе се испотаме. Добро, имаш скршено нешто? Да, рака, еднаш прст, ребро. Ништо страшно. Не, сериозно, ништо рака страшно. и прст и ребра. Да. Па не. Да паднав најглупаво, скршив ребро и прст, сериозно ти кажам. Аман, бе. Најдебилно. Како? Спаднав од сноуборд, ама на најможен смешен начин, малте не состојање. Сериозно ти кажам, одам со другар, срам ме да зборам за ама ќе си го кажам. Че глупаво. Се одиме со другари, нема везе правиме транзиција од на жолтиот на Маврово и да одиме Добро. кон плавиот и од таму, нели на стаза Да. да се поврзаме и да си скијаме, да си бордаме. И има еден дел по рамен кај што буквално треба да се буткаш малце да одиш. И јас сега со другарово зборам и се движам ана со како да ти кажам, 2 на сат, вака, како да лазам. Лазам, вака, и најде так, ми кучи даската и да паднам, вака. Ја преставам раката, палецот го мавам во снег, так, и со лактот се мавам тука. И се здробев ти, можеш ти, абе, као на најглуп филм. Не, сериозно ти кажам, ми дојдов и Глуп и сите поглуп, скеја не можев да толку. дишам цел ден. Кумот ми е сведок беше со мене, ако не ми веруваш. Леле. Палецот во каф, тука набиен целиот модар, ти кажам со напукнато ребро, не можам да дишам, така ми заврши со 2 на сат. Абе, ќе Човек, мислиш дека од стоење е тоа. живи се, тоаш да ме видеше некој со палецот и со ќе мислеше дека Бог зна што сум направил. Ја ти викам со лај со стоење. Ба! Толку ќе умрем тука. Не тоа. Толку надрен смејато марче реши. за адреналински спортови. Решив дека вака марче. Мирен. Држи се, да, вака. Да. Ни фудбал. И сега не, веќе не? Не, сега земав пред некој време, пред некоја година, 7-8 години, има ролерите ги свадив. И тоаш беа, значи, дали беа 7-8 години, уште беа жардинерите со цвекиња на плоштад, не беа тргнати. И одам ми порано на тие се качував, правев Да. 1, 2, 3, као што ги знаев, и се залетувам, гледана, кога се припарчив со сите 4 на гба. Бам, луѓе пола плоштад ме виде. Таму странци шетаа, некои се знае, бе. Ама не, Гледа дали добар ти е ли си, гајле дали дека си те добар. видал некој? Не, тоа ми беше само знак, Марче. Не, Да. немој повеќе. Добро. Не, те треба вози, после тоа земав неколку пати Да. возев, ги оставив ролерите доле во, а многу убави ролери си имав и одамна, многу си ги сакам, нема везе. И ставив доле во подрум, пукна цевката, баш ке мене во подрум, за канализација, не за вода, туку за Оу, да. И ролерите ги најдов така. Бањата и Добро. толку беше. Сега дури не купам нови, што купив сноуборд нов. Јо, најверојатно толку во пензија отидов. да, готово. Стар сум беше. Ма не. Не, многу се сакам ролерчиња, многу Да. ми се Да, бе, убави за јас те возење. памтам по градот. Па игравме едно време и хокеј, да, тоа беше добро. Хокеј на плочник и црква. Да, Аха. стрит хокејче. Супер беше. Таа екипа мислам дека уште играат многу спремни момци. Да, пробав да играм, после на гол застанав. Викам, ако ништо друго ќе стојам, ќе пожртвувам, ме гаѓа, ме мава.
Ништо страшно. Си научен сам себе. Да се баваш, ти челичен, што ти е? Тоа е тоа. Кајле. Ама и тоа помина кај мене таа фаза, они си продолжија дел од нив да играат и после тоа, ако не се лажам, ми формира и клуб и за ајс хокеј, игра и Да? така, да, и оде гостување Бугарија, Србија, Хрватска, некаде игра хокеј, секој чест, браво. Голем поздрав. Сите успеа, Марче, ти кај си? Деве бе, тука видиме. Да ги пофалиме другите. Тоа. Абе не, баш за мене. Бито другите да успеат. Да си ти викам, ја си одам од тука готово. Го нема Марче. После тоа го нема, после подкастов. Кај Марче? Ништо се замонаш. Отида. Ости, жена, деца, никој не го слушал, не го видел. Тоа. Не можам да се сеќам, ќе се закашлам, престани. Не, тоа е. Не зезам, знаеш, Не ме пати пат доста. затоа. Не се жена. Ти може би се зезаш, ама вистината боли. Да. Роустинг, онака му направим А сироп. како ми се допаѓа. Добро. Знам зашто нема пак да дојдам. Да. А на почетокот да. нешто. Се дадеме пак. Кај, ауф, ево го микрофон. Веќе да не сте ми се јавиле. Нема да. И микрофоните ми се глупави, нема да се тоа. Она што ни остана, што е твоја голема љубов и зашто сакам да позборуваме се кучињата. Не, да. Не е ли? Од дете многу сакав кучиња, од сега сум сакал многу кучиња. На моите како дете пробав да им донесам и ќе кажам пак правилна одлука од страна на моите родители да не ми дозвола да чувам тогаш Добро. куче, зашто факт е дека немаше да се грижам јас за него, ќе заврши они да се грижат. Стандардна Као и приказна ќе беше секогаш, така. да. Тоа е тоа и договорот беше со татко ми во една ситуација, последното куче кога го донесов и која рече не може да се договориме ја и ти Да. нешто, моментот кога ќе почнеш да работиш, без разлика дали живееш тука, Да. дали живееш овако, ќе немам никаков проблем, купи си куче и да не смислам, доми си купи си што сакаш напред. Да. Ја заљубам во бокса расата. Да. Почнав на некои 18-19 години да работам во Лакафе, тогаш на плоштад едно место кафич. Си собрав пари и другарче Дуле, голем поздрав до него, отиде го зема, ми го донесе од Битола до Скопје, ја дека на работа бев и на моите доми го донесе. Танк и го остави таму и усвршен чин беше целата ситуација. Да. Да, ама и факт е, јас се грижев за кучето и најинтересно беше едно што после 3-4 дена татко ми беше тој што почна сам Готово. да си го зима кучето и да го Љубов. шете и ја Да. станав љубоморен. Ме разбера се, тоа беше. И од тогаш цело време морам да имам куче. После Да. тоа алба францускиот булдог Да. и го поклонја на сестра ми. И таа викам транзиција за сите оние кучиња што имаат, зашто ја бев на почетокот, ми беше жал кога видов дека почна боксерот да ми старее, Алекс, ми беше жал да земам друго куче, као демек нели се као да се откажуваш од него, као да го баталуваш се, ама не е така, си продолжаш да си го сакаш кучето, има само нова Да. млада енергија тука која што Да, ти да. прави да ти биде полесно кога ќе го изгубиш тоа куче, Да, зашто да. ја пак ќе кажам, луѓе различно се доживуваат смртта на Да. своето миленице, ке некој е многу травматично и стварно не се решаваат и ги разбирам. Ке некој болката е стварно преголема, си ги сака, Да, така. да. Јас сум нашол начин како да полесно да поминам преку истата, дека мене страшно како најдобро другарче си губиш. Да, како Сега баш пред 2 години за жал и Алба, францускиот булдог. Почина, ама во меѓувреме, значи веќе 8-9 години и имам кори, како дека овакво е караман. Такво е 45 кила куче големе, како шарпланинеце. Го имам Тимон, исто и он е тука околу 8-9 години, помалче, не знам така, помеѓу пинчери, што да кажам друго, малце поголем од пинчер, така. Многу интересно кудре. И пред 2 години, баш жена ми која се породи, вдомив му уште едно куче Дизни, таа е средна раса. Има буквално големо, средно и мало куче. Убаво. Да, весело ни е дома и со двете деца. Да, Тоа е како е со децава, како се со Супер. Супер се. Супер, да. Штубово така, Да. многу е. Големи многу овие која две што се растат. постариве, Тимон и Кори, Тимон сега еве почува да се опуша тоа што е помалото куче со децава, дека на почетокот страв обично немал си таков драма куине. Значи од оние кучиња доаѓаш да му го длимнеш шунцето дали Да. бегаме се греда, ништо Да. не му правиш, ама од улица земено куче травматизирано сега и тоа е тоа. Да. Мислам добар си е вака, ништо. Само така знае да се извади од памети, бегаше цело време од деца, ама нели детската упорност и љубов, тоа е тоа. Да, Више толку. нема и сегала се си гушнуваат, а Дизни ме најомилена, мислам со Да. Дизни си се другарчиња. Она е 2 години ти викам исто како нив.
И Тодлерс. да, на иста Да. бранова, но сериозно ти кажам, ја јаваат и се качуваат, бе, што сме не прават, тоа само ги гледаше. Тоа е. Ги Што? чува, да. А големава е заштитнички кори поставена, она е буквално како мајка со жена ми кој ги скочевме порано, сега не можеме дека се децава многу динамични, брзи, три кучиња. Хаос. Да, хаос, не дај Боже сега, Да, нели друго да, куче да. дое, луѓе пак ќе кажам, три кучиња се, Не може да за- дотрчаат да. до некого, се плашат луѓе од куќа, деца се плашат, ќе се извадат од памет, не ми требаат ни мене такви стресни ситуации, сега да Да. се објаснам, да се расправа со луѓе. Да. Да, управа се. Како Како не? да ти кажам, Како уште не, ти се мислам? расправа, да, во право се само зашто нели. Ама Тоа е тоа. јасно, не може И- сите како тебе да гледаат. Да, и порано кога ќе излезевме, децата беа во количка, сед кори, доаѓаш ќе седнеш, не знам како да кажам, од место каде што може буквално сите да не посматра и не може човек да припари се што ќе дојде лаеше по него. Она никога не гризе, ама едноставно непријатно на секој луѓе кружеа, застанува, Да, репа да, објаснувај дифе тоа. Мислам сите беа во ред во тој период, Да, зашто да. ќе отидам, ќе ја фатам, ќе му објаснам, ама сега Да. дигам со две деца растрчани, што попрво, дали детето да го патиш, дали кучето да дојдеш, Да. да каже чекај да не се ќе фатам и Да, така. да. Тоа е тоа. И сега не излегуваме толку, а бевме, еве ствари, сега викендот. Излеговме така пред мало и беа нема веза, малски луѓе се сите Да, што да, ги знаат да. и малце поопуштено беше, што се вика Да. сите за сите се грижат. И исто така се бе, легна тука помеѓу децата, кај што играат они, само Што убаво. гледај, многу ми е јако. Тоа барем знам дека можам да ги оставам со нив. Да. Не сме никој да дојде. И е многу Припари. убаво тоа што растат со животни. Па не ми ја така Многу. смет. Многу. Ја мислам дека убаво. Многу беше смешно, жена ми кога ја пуштија од болница после породување и доаѓа дом и ми вика, бе, ми кажа оваму, кој ми кажа дека имаме 3 кучиња, деме да ги дадете, да ги тргнете, децата многу осетлива кожа, наваму натаму и одиме ние на педијатар, прв преглед одма, само што ги донесе дома, што сега после 3 дена. Одиме на педијатар и му викаме, докторе, вака и вака, на жена ми вика, аман, абе, цел свет учи тотално друго нешто, дека треба да живеат со животни, дека за имунитет, за алергии, за ова, за вика, само кај нас вика овој муабе, таман вика што им е проблем. Факт е дека има дечиња кои што имаат посетлива кожа и нели. Ама тој ќе го видиш, значи нема никаква реакција, нема зошто да ги бркаме кучињето Зошто? дома. Така. Знам, не гледам логиката. Факт е, можеби да има проблем некаков, алергии, Ќе корова, реагираш па ќе нормално, реагираш, сега, да. како секој родител. Таман нели. работа, да, Немаше да. ги фрлам кучињата на улица, ама ќе најдев решение Да, како се да, тоа да. да се изведе, нели. Немаше Фала. ни да ги дадам, зашто не сум од тие, не можам да си дадам дел од фамилија. Не ли бе? Да, не можам, едноставно. Како така? Не на Ама мене, добро, за на сега. луѓе кои ќе дојдат и кои ќе ми кажат, нели, чувал куче, сега има дете, најнаш викам морав да го дам. Кучето дете ми се роди, викам, ама многу ме интересира, сега кој ќе се роди второ дете, жената ја гледам премена, првото ќе го дадете? Првото дете ќе го дадеш или што правиме сега? Да. Глупости, зашто боже кучињата не живеат како еден човек, живеат многу пократко. Да. Ти си земал више го имаш дека куче 3-4 години. Пола век му и живеа, ја што викам. Не живеат Да. сите куќа 15 години како луѓето што Да. сите Да. живеем по 100 години. Не живеат, и Да. они си имаат некој век 8, 9, 10 години преку сили. Да. Се поменал пола негов живот го поменал со тебе, и толку ти е тешко, немаш 5 па тама, ни детето ќе научи, нешто ќе се изрази како што треба, ама па ќе кажам. Секој човек за својот Така живот е. сам си одлучува. Така е. Битно е Така е. и тие што се решиле да го дадат куча или да се одржа, битно е да го дадат како што треба, не да го пуштат на улица. Секоја чест, пак ќе Никако. кажам, ги разбирам. Бе, од една страна не ги разбирам, ама па од друга страна и на жена ми го кажав муабетот и си го признав тоа, им викам цики до пред децава, на сите им го продав муабетот, не зимај куче ако не ти представува задоволство, ако го гледаш како врска, викаме сега извини, ги разбирам луѓето, ја ги гледам сега како обврска. Ми се задоволствувам, ама ги чувствувам и како обврска. Да, Знаеш, да. колку пати јас сум сакал станам од сабајле и едноставно уште пола сада да поледам па да се напатам со децата, не можам, мора да станам па да ги прошетам Да, кучињата или за на работа да. станам секој ден во 5:30 за да ги прошетам кучињата, да се спремам и во 7 да излезам од дома, ме разбираш? my Си има свој God. работи, сега кога ќе се Како вратам не? дома, не можам одма да се опрчам, морам кучињата пак да ги прошетам. Порано не го Да. чувствував тоа, така затоа што другачи Да, ми беше. немаш обврски. Е сега вакви. рази, сега на сите им кажам па друго. Ако Да, можеш да да, си го изорганизираш денот, имаш доволна енергија, се чувстваш земи куче. Дека е убава работа да, Да, го имаш. да, Ама ако си човек кој што има работа и си се враќаш дома изморен, едва чекаш да легнеш да се одмориш, не земај куче. Да, Нема бе, ќе тебе те патите и ти чека, и па он. да. Не знам, ќе патиш и ти покрај него ќе ти биде жал, а нема што и накрај што ќе биде пушти го, дај го што и да. А Е, секој тоа, чест тоа. пак ќе кажам на оние луѓе кои што се решиле, не можат повеќе, нели, кај некои финансискиот аспект се и кучето се трошок, си е трошок, кај Како некој не, има фамилија кои што буквално и нели 3, 4, 5000 денари многу ќе им значат за тој месец, а
Тоа се трошоците за едно големо куќе да речеме да имаш. Така. Ги разбирам, ама некој разбирам пуштањето на улица. А разбирам да му најде, нели, друг да го чува. Така, окей. Ќе помена, иако колку нели не сум, пак ќе кажам, емотивно се врзувам за животното, од таа страна не можам да разберам како го дават, ама веќе кога се решиле да го дадат, окей, ги почитам сите оние кои што тоа ќе го направат на на хуман начин. На хуман начин, како што треба. Така. А и се ги почитам оние што ги пуштаат куќињата. Јас сметам дека затворски казни треба да има за тие. Апсолутно. Прво тоа куќе е научено на други услови, ти наеднаш го оставаш. Ви правиш милион проблеми, од милион аспекти, како да кажам. Тоа куќе што си го пушти лет, може да нападне некој факте, може да истрча на улица, кола сообраќајка, непотребни луѓе да се повредат и таа мислам, милион работи од една твоја постапка може да излезат, нели? Така. Заради тоа едно куќе. И е супер тажно. Да. Не можам, пак ќе кажам, не можам да сватам како до вчера спиело со тебе, се гаľал се и се најдеш наредниот ден го фрлаш на улица и како се си легнуваш вечер знаејќи дека не знаеш што му е надвор. Не знам. Стварно не. Да. Не, жена ми одиме на одмор, жена ми се зеза, вика децата и бебињата, децата, вистинските деца ни се бебињата, а куќињата се децата, зашто се постари нели од нив. И овие ни се децата, еве ги бебињата. Да, идете фул на одмор? Не можеме. Не можете никаде не примат со три куќи, посебно со две големи релативно не. Да. Тука нема везе, ги оставаме тука, има девојка која што доаѓа, ги шета или кај мајка ми ги оставам или мајка ми доаѓа кај нас седи со нив, мајка ми е кучкарки исто. Впрочем љубовта за куќињата ми е од мајка страна, да. Од мајка ми. Татко ми сакаше, ама беше порезервиран порано, не ги мрзеше да ги брка до ова, ама не му беше како да се куќете да дома да живее со тебе човек. Да разбереш, животни се надвор, штала, дели село. Нека трчат. Такви му беа размислувања се, такви израсна за такви размислувања, ама не беше кога му донесо ти викам се заљуби после тоа и свати кој е љубов. Не разнам, со него лечи со се. Да. Битно згрижени, дур сте на одмор, се окей со нив. Да, на работа со видеоколи јавување да ни пуштаат слики, стави кјутит и како мисли така ќе помена, жена ме викам децата си ги вика. Децата. Нема, ги имаме бебињата и деца и како што со они така се зове по 3 пати на ден. Јави се праше што брат. Јави се види, нека ти прати слики, видеота. Big family. Да. Значи, можам да замислам колку е напорно со две деца, ќе завршиме со овој муабет. Тешко е со едно, а не па ами забавно е. Убаво е. Да. Ја искрено не знам, сега веќе малце помлада ми текнеше на нели да изигра вака во животот, сигурно ќе одам туште деца. Сега малце ме пукало на старачко ќе бидам многу реален. Знаеш, вајде поминувам и во таа животна фаза каде што се секирам, леле, дали ќе успеам децата да ги дочам до ден, па дали ќе успеам ова да па дали вака, па дали. И сум со секираци за од тој поглед, сериозно ти кажам, дека ме пука нека таква криза. Леле, и пробам да си го свртам зашто нели свесен сум дека човекот поминува низ фази во животот каде што се сооднева, па мисли дека нема ништо и па вака, па така. Знам, си прочитав све уреду. Со годините све е нормално и тоа се. Тераме, ама пак ќе кажам, сметам дека више на 46, скоро 47 години од повеќе причини не ми се влегува во уште една авантура, ама ако по сплетна околности се случи, ќе ја привам, знаеш како? Ма да. Имаш ти енергија. Те гледам, чим се носиш вака со 2 и со 3 куќиња. И работиш и се пребраво. Браво. Марче, мислам дека тераме саат. Да. Таман. Може да ме ослободиш. Може да те ослободам. Ќе му биеш жена. И никад више да не дојдам тука. Супер си беше. Лабаво муабече, како што треба, како што ми кажа на почетокот. Да, па тоа е тоа. Сакам да те видат во едно, иако те имаат улабаво светло видено, веројатно во секое светло те имаат видено гледачите, меѓутоа не дај Боже во нервозна да ме види. Не дај Боже. Али мислам дека е реткост, мислам дека ни дома не те гледаат. Жена ми знае, што најглупавото е што нели тие што најмногу те сакаат и ги сакаш, тие те гледаат во секое светло и го кркаат. Тоа е тоа. Да, секојаш го. Да, она ги има видено сите мои страни и тоа е тоа. И ја незините. Па се нормално. Пак ќе кажам, партнер.
Да. Тоа е тоа. Фала ти многу што одвои време. Живи здрави сите по дома, поздрави. Гушка Фала и ти. деца таму и сопруга и се. И да ни доеш пак. Договорено. Фала ти Важи. тебе за поканата. Голем поздрав до сите, се гледаме во некоја следна прилика. Секако. Чао. Вам ви благодарам како секогаш за вниманието. Знаете, Соана на ти го следите секој петок во 19 часот на YouTube каналот на Слободен печат, на кој што се разбира треба да се претплатите и да го заследите. Се гледаме следен пат. Чао.